исто така добро, меѓутоа сакам после една година сите новинари да ме патат за збор и сите ми други да ја пресметаат улогата на и цената на монетарното злато една година од денешниот ден натаму. Да не зборувам дека покрај самата цена тоа ќе биде заштита на македонските девизни резерви од веќе практично несватливите и жестоките промени на курсовите на девизите, што повторно произлегува од светската економска криза, или пак заштита од пропаѓањето на банките, и тоа огромни светски банки, каде што предпоставува во некои од нив се чуваат парите и капиталот на македонските граѓани и на македонските економии, кои се извикуваат по пат на во моментот инструментите на Народна банка. И пето, односно шесто, сметам дека она што сите вие го гледате, ние во последната година-две имаме ужасен пат на македонското здравство и на македонското државно здравство и на македонското државно образование. Сметам дека доколку владата на Република Македонија дел од своите средства не ги пренасочи према македонското државно здравство и према македонското државно образование, ние за кратко време, ако не сме веќе во таа состојба, ќе дојдеме во една тотална ситуација каде што веќе државното здравство и државното образование тешко дека ќе може некој да го спаси. Тоа значи повторно дека на обичниот човек, на обичниот граѓанин, кој не може да го плати приватното здравство, односно приватното образование, државата му организира една тотална катастрофа и една тотална неизбежност. И на крајот, повторно, да завршам со она со што почна. Светската економска криза денеска станува проблем број 1. Тој е проблем број 1 не само на Македонија, тој е проблем број 1 на целиот свет. Затварањето очи, целата политика сведување како и на се друго на дневна политика, меѓу власта, опозицијата и сите оние кои се против или за заведени мерки, сметам дека ако во овој момент, и тоа веднаш, владата на Република Македонија како најодговорна не реагира во собирање на сите сили на нашата држава, во креирање на една нова филозофија, на една нова економска политика, која експресно и брзо ќе даде резултати. Ние во наредната година се помалку ќе ни интересира како се вика името на нашата држава, се помалку ќе ни интересира некои други политички, идеолошки или историски проблеми, а едноставно целиот живот на македонскиот граѓанин ќе го претвориме во една социјална борба, во една животна екзистенција, која ве уверувам дека понатаму пак ќе ги раѓа повторно и мултиетничките проблеми и сите оние други проблеми кои уште повеќе можат да ни наштетат. Сметам дека ова е последниот момент каде што нешто треба да се направи за државата. Дел од мерките кои сметам дека треба да се направат исполна денеска пред вас. Верувам дека некој нив ќе допрати до широката јавност. ВМРО Народна партија со нашиот капацитет е тука, расположен, да помогне на се онака што може да се помогне на Македонија, ако некој бара некаква услуга од нашите люди. Во таа насока, јас само можам да го потенцирам моментот. Дека ВМРО Народна партија, како политичка партија, максимално ја поддржувам со сите мои ставови, со сите мои изјави. На наредните избори мојата максимална поддршка ќе биде дадена на ВМРО Народна партија, а се радувам што председател Маријан Родовски со својата енергија, со својата сила, со целиот извршен комитет, повторно уште нешто ќе кажам, за кратко време успеа од едно тотално мртвило кој на кој бевме на последните парламентарни избори, да ја издигне на некој начин, да ја повторно направи судбит во Република Македонија и верувам дека тоа ќе биде еден од искрите надежи кои Република Македонија и македонските граѓани ќе го гледа
и во престојниот период, независно од тоа дали ќе има нови предвремени избори или ќе имаме редовни избори во нашата